Животот пред и по трансплантација верувам дека е различна. Приказна се дели буквално на два дела. Така е, тоа практично му се случило и на Киро Христовски, пациент кој што живее со трансплантиран бубрек од кадавер, односно од починато лице. Господин Христовски, утрово е со мене, ќе разговараме заедно на оваа тема. Господин Христовски, добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да гостувате и што утрово ќе збогуваме на оваа тема. Добро утро на вас и на гледачите на Македонската радио телевизија. Најпрво би сакал да ве прашам колку време чекавте за да се случи трансплантацијата и како помина целиот тој процес, колку за вас тоа беше болно и тешко, верувам дека така бил. Јас се трансплантирав 2021. Година во која се направија 30 трансплантации, пола од кадавер, пола од ливинг, и 8 години претходно идев на дијализа. Животот на дијализа е приказна само за себе, живот за кој преживуваш од ден за ден. И што да ви кажам, кој не бил, не може да го разбере. Сега сум трансплантиран, веќе 4,5 години и се осеќам многу добро и би посакал на сите што чекаат трансплантација да им се случи истото што и мене ми се случи. 8 години на дијализа, тоа се 8 години чекање. Какви чувства буди кај вас моментот кога дознавте дека конечно ќе се случи трансплантацијата и колку тоа ви го промени животот? Чекав 8 години на дијализа. Поминував низ многу тежок период. Јас и моето семејство. И сепак надежта не ја изгубив за трансплантација. Затоа од моето семејство немаше сроден дарител и морав да чекам од кадавер или починат дарител. Животот беше многу тежок. Секој втор ден идеш на дијализа, преживуваш фактички, не живееш, тоа ти е преживување. И нема споредба да направиш со трансплантација и со идење на дијализа, тоа е сосем нешто многу различито. Животот на трансплантација, како што реков, преживуваш, а животот на кога си трансплантиран, живееш нормален живот. Токму тоа сакав да ве прашам, господине Христовски, какво е вашето секојдневие сега и која е најголемата разлика пред и еве сега откако живеете веќе со трансплантиран бубрек? Разлика не може да се направи, нема споредба таква нешто. Како што рековме, кога бев на дијализа и јас преживував, а сега живеам. Животот на дијализа се состои со секој втор ден идеш на дијализа, врзан си за машина 4 до 5 сата, каде што после дијализата се опоравуваш цел ден, а наредниот ден почињаш да живееш и баш кога си се ослободил, размислуваш дека утре ден треба да одиш пак на дијализа и пак истиот процес. Така 8 години се борев, но сепак имало надеж. Животот на трансплантација е сосем нешто друго. Дали постојат ограничувања сега во овој живот или живеете сосема нормално? За ограничувања си има некои одредени, мораш да пиеш терапија, мораш да се пазиш на одреден тип на некои храни, за препораките што ќе ти ги дадат нефролозите, и тоа е тоа. Која би била пораката до сите оние кои што чекаат трансплантација во овие моменти? Што чекаат трансплантација, да не ја изгубат надежда. Значи, да бидат сигурни дека нешто, ако очекуваш, тоа и ќе се случи. Да не ја губат надежда уште еднаш, да кажам, и да им посакам среќа во животот многу и здравие, да прават контроли редовни, каде што мора да бидат потполно здрави за да може да се трансплантираат. Тие се прават контроли на клиниката за нефрологија. Они ги водат целиот процес на спремање на пациентите за дијализа, за трансплантација, и потоа кога ќе се спремни и кога ќе дојде моментот за да може да ги повикат, да бидат спремни, да не може да имат други причини за да можат да ги проблем што ги направи после во трансплантацијата. Која би била пораката, еве за крај, за оние кои што се двоумат дали да донираат?
за тие што се двоумат да донираат, нека сватат само една работа. Може би да се најдат тие на другата страна. Пошто тоа е никогаш не се знае. А донирање на после нивната смрт е најхуман чин да направат. Пошто се работи после за донација за кадавер после нивната смрт, да се разбере, а членови од нивното семејство треба да имаат сроден за да може да донираат. Господине Христоски, ви благодарам многу на овој разговор и што прифативте да зборуваме на оваа тема и посакувам се најдобро и во идни. Ви благодарам и на вас што одвоивте време за да кажеме збор 2, за да ја поттикнеме јавноста и да ги ослободиме луѓето да не се плашат од трансплантација пациентите, а луѓето да можат да ги донираат своите органи, затоа што со тоа ќе спасат нечии живот, не еден повеќе, и нема друго што да кажем. Тоа е тоа. Поздрав до гледачите на Македонската радиотелевизија и се надеваме дека ќе се сретнеме друг пат за уште поубави теми, за да можеме да разговараме. Благодарам уште еднаш. Така со оваа порака која што ја испрати господинот Киро Христоски, кој што живее со трансплантиран бубрек од почина донор, го заокружуваме ова наше линковско вклучување и еве на крај и ние испраќаме порака до сите оние кои што се двоумат дали да донираат или не, а се во можност да го направат тоа, бидејќи нема повисок чин на хуманост.